Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме лингвини со песто од лимон и рукола. Песто и тестенини е класична комбинација, но вкусот на домашно приготвеното песто е далеку подобар од купеното во продавница. Правењето песто е многу лесно ако ги имате вистинските состојки, а овој алтернативен рецепт за песто со рукола и лимон е спој создаден во рајот. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 1 рукола, 2 лимона, 2 чешниња лук, 50 грама ореви, 50 грама пармезан, 200 грама лингвини, 100 мл маслиново масло, 1 рака чери домати и сол и бибер. Да почнеме со тестенините. Прво ќе ставиме вода да зоврие со сол и маслиново масло. Ова помага тестенините да не се лепат и им додава вкус. Ставете ги тестенините во зовриената вода. Ние користиме лингвини, подебела верзија на шпагети, на кој подоцна ќе се залепи повеќе песто. Лингвините често се користат и во комбинација со риба. Оставете ги лингвините да се варат неколку минути. Сега одиме со пестото. Многу е лесно. Ќе измешаме се во едно тенџере, па затоа прво ставете руколата. Сега ги ставаме оревите. Потоа 2 чешниња лук, излупени и цели. Изрендајте го пармезанот во тенџерето. Сол и бибер. Веќе има сол од кашкавалот и луткаст вкус од руколата, па затоа не претерувајте. Сега сок од 1 лимон. Маслиново масло со висок квалитет ќе го подобри квалитетот на пестото. Време е за блендер. Блендирајте ги сите состојки на пестото 30 до 40 секунди. Можеби ќе треба да додадете уште маслиново масло за да добиете соодветна густина. Потребна ни е силна зелена боја и груба текстура. Не премногу кашеста и не премногу крупна. Исцедете ги тестенините и ставете го пестото директно во тенџерето. Мешајте, мешајте, мешајте. Сакаме да го покриеме секое парче од тестенините со богатиот песто сос. Време е за сервирање. Исечете ги чери доматите на половинки за гарнир и сервирајте го јадењето со кришка лимон и свежа рукола од озгора. Можеме да гарантираме дека ќе ви се допадне овој рецепт и дека ќе го правите постојано. Ова е едноставно јадење кој ги задоволува сите вкусови и можете на брзина да го приготвите за семејството или пријателите. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.